Германскиот канцелар Мерц со јасна порака кон земјите кандидати за ЕУ: "Не сакам да ви изгубам." На Минхенската безбедносна конференција признава дека се чувствува се понепријатно поради неможноста Унијата да постигне значаен напредок во процесот на пристапување, посебно кон земјите од Западниот Балкан. "Мораме повторно да отвориме нова стратегија како да ги приближиме овие земји кон ЕУ. Вие сте дел од европскиот континент и затоа потенцијално сте дел од Унијата", порача Мерц. Македонија останува посветена на европскиот пат, затоа заслужува достоинствен и принципиелен процес, базиран на европски, а не на билатерални условувања, му порача премиерот Мицкоски на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Тој процес да не биде билатерализиран, да не биде понижувачки и да биде сочуван македонскиот идентитет и приоритетите на македонските граѓани. Премиерот посетата во Минхен ја искористи за средба со германскиот гигант Шварц Груп, под чија капа работат познатите брендови Lidl и Kaufland. Отворена е вратата домашните македонски компании да ги пласираат своите производи во големите европски синџери, вели премиерот. Едно од најголемите во светот и едно од најголемите овдека во Германија, со годишни приходи повеќе од 180 милиарди евра. Компанијата Шварц вработува повеќе од 605.000 вработени и е присутна во повеќе од 30 земји во светот, помеѓу нив е и нашата Македонија. Нови инвестиции се најавени и од третиот мобилен оператор 4G. Покрај постоечкото инвестицијско портфолио и двете компании, и компанијата Шварц и компанијата 4G планираат дополнителни инвестиции во Македонија во сосема поинаква област, во сосема поинакво портфолио, а тоа е вештачката интелигенција, дата центрите и енергетиката, односно производството на електрична енергија. Владината делегација во следните 2 дена ќе престојува во Минхен, каде се планирани уште многу состаноци. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.